Писмо од апостол Јаков, напишано 60-та година од нашата ера. Од Јаков, слуга на Бог и на Господ Исус Христос до 12 распрснати племења, поздрав. Радувајте се секогаш, браќа мои, кога минувате низ разни искушенија, зашто знаете дека проверката на вашата вера произведува трпеливост. А трпеливоста нека го усоврши секое дело, за да бидете совршени и целосни без никаков недостаток. Ако некој од вас нема доволно мудрост, нека ја бара од Бог, кој им дава богато на сите и без укор, и ќе му биде дадено. Но да бара со вера и да нема никаков сомнеш, зашто оној кој се сомнева може да се спореди како со морските бранови, кои се бренуваат и удираат од ветровите. Таков човек да не мисли дека ќе добие нешто од Господ. Човек што се двоуми е колеблив на сите своји патишта. Сиромашниот брат нека се фали со својата возвишеност, а богатиот со својата скромност, бидејќи тоа ќе овене како цвет од трева. Зашто сонцето, штом изгрее со својата горештина, ќе ја исуши тревата, и нејзиниот цвет ќе овене, и убавината на нејзиниот изглед ќе ја снема. Така и богатиот ќе овене на своите патишта. Блажен е оној човек кој поднесува искушенија, зашто кога ќе мине низ проверка, ќе го прими венецот на животот што Господ им го вети на оние кои го љубат. Божја светост. Ниеден кога е во искушение, да не каже Бог ме искушува. Бог не се искушува од зло, и тој никого не искушува. Туку секого паѓа под искушение кога е завлечен и кога подлегнува на својата собствена страст. Потоа страста, кога ќе зачне, раѓа грев, а кога гревот ќе се развие и ќе се изврши, раѓа смрт. Не заблудувајте се, мили мои браќа. Секое добро што ни е дадено и секој совршен дар доаѓа од озгора, односно од таткото на светлината, во кого нема измена или сенка на промена. Тој не роди според својата собствена волја, преку зборот на вистината, за да бидеме првите плодови од неговите созданија. И затоа, мои возлюбени браќа, секој од вас нека биде брз во слушањето, спор во зборувањето и спор за гнев, зашто човечкиот гнев не ја извршува Божјата праведност. Затоа отфрлете од себе секоја нечистотија и насобрана злоба и примете го со смиреност всадениот збор кој може да ги спаси вашите души. Бидете извршители на зборот, а не само слушатели кои се лажат самите себе. Зашто ако некој го слуша зборот, а не го исполнува, тој е сличен на човек кој го гледа своето собствено лице во огледало. Ќе се погледне и си заминува, и веднаш заборава каков бил. Но кој ќе вникне во совршениот закон на слободата и остане во него, тој, како незаборавлив слушател, туку како извршител на делото, ќе биде благословен во своите дела. Ако некој од вас мисли дека е богобојажлив, а не го зауздува својот јазик, туку го измамува своето срце, на таквиот неговата богобојажливост е напразна. Ова е чиста и безпрекорна богобојажливост пред Бог Таткото. Да се грижи за сирачињата и вдовиците во нивните маки и да се чува самиот себе безпрекорен од светот. Глава 2. Писмо од апостол Јаков, глава 2. Недоличност кон луѓето. Браќа мои, верата во нашиот славен Господ Исус Христос да не ви биде проследена со лицемерство. Ако дојде на вашата богослужба човек со златен прстен и со раскошна облека, а дојде и сиромашен со искината облека, и погледнете на оној кој е со раскошна облека и му речете: ти убаво седи овде,
a na siromašниот му речете: ти стој таму, или седни овде под моето подножје. Зарем во себе не ги делите двоите луѓето? И не станавте ли судии кои неправедно судат? Слушајте, мои возлюбени браќа, зарем Бог не ги избра сиромашните од овој свет да бидат богати во верата и наследници на царството, што Бог им го вети на оние кои го сакаат? А вие го презревте сиромашниот. Зарем не се тоа богатите што ви го земат правото и ве влечат по судовите? Зарем тие не го навредуваат вашето добро име кое го имате? Ако го исполнувате царскиот закон според писмото, сакај го својот ближен како самиот себе, добро правите. Но ако гледате на лице, грев правите, и законот ве осудува како престапници. Зашто кој ќе го зачува целиот закон, а сгреши само во едно, ќе биде виновен за се. Зашто оној кој рекол не прави прељуба, рекол и не убивај. Но ако не правиш прељуба, а убиеш, веќе си престапник на законот. Така зборувајте и така постапувајте, како оние кои ќе бидат судени според законот на слободата. Зашто судот ќе биде безмилостен кон оној кој не покажал милост, а милоста се фали над судот. Вера и дела. Каква е ползата, браќа мој, ако некој рече дека има вера, а нема дела? Дали може таквата вера да го спаси? Ако некој брат или сестра се необлечени и без секојдневна храна, и некој од вас им рече: одете во мир, стоплете се и нахранете се, а не им го дадете тоа што им е потребно за телото, каква полза од тоа? Така е и со верата. Ако нема дела, таа е мртва. А инаку некој може да рече: ти имаш вера, а јас имам дела. Покажи ми ја својата вера преку делата, а јас ќе ти ја покажам верата преку моите дела. Ти веруваш дека Бог е еден, добро правиш. И ѓаволите веруваат, па дури и треперат. Но сакаш ли да знаеш, празноглав човече, дека верата без дела е мртва? Авраам, нашиот татко, зарем не се оправда преку дела, кога го принесе својот син Исак на жртвеникот? Гледаш ли дека верата беше проследена со неговите дела и преку делата се усоврши верата? И се исполни писмото, кое вели: му поверува Авраам на Бог и тоа му се прими за правда и се нарече Божи пријател. Дали гледате сега дека и преку дела се оправдува човекот, а не само преку вера? Исто и блудницата Раава. Зарем не се оправда преку дела, кога ги прими извидниците и брго ги испрати преку друг пат? Зашто, како што телото е мртво без дух, така и верата без дела е мртва. Глава 3. Писмо од апостол Јаков. За уздување на јазикот. Браќа мои, немојте многумина од вас да бидете учители, зашто знаете ќе бидеме построго судени. Зашто сите ние грешиме во многу нешта, но кој не греши во зборување, тој е совршен човек кој е способен да го заузда целото тело. Штом ќе им ги ставиме уздите во устата на коњите, за да ни се покоруваат, тогаш го управуваме целото нивно тело. Ете и корабите, иако се толку големи и од силни ветрови носени, со мало кормилце ги свртуваат онаму каде што сака кормиларот. Така и со јазикот. Тој е мал орган, но со многу работи се фали. Ете мал оган колку голема шума запалува. И јазикот е како оган, свет полн со неправда. Јазикот се наоѓа меѓу нашите органи, кој може да го зарази целото наше тело и го потпалува нашиот животен тек и тој самиот се запалува од пеколот. Зашто секако вид зверови и птици, лазачи и морски животни се скротуваат и се припитомени од човечкиот род. Но јазикот никој од луѓето не може да го скроти. Тој е невоздржано зло, полн со смртоносен отров. Со него го благословуваме Бог Таткото
и со него ги колнеме луѓето што се создадени според Божиот лик. Од истата уста излегува благослов и клетва. Тоа, браќа мои, не треба во никој случај така да биде. Може ли од изворот со ист отвор да блика сладка и горчлива вода? Може ли, браќа мои, смоквата да роди маслинки или лозата смокви? Исто така од солен извор не може да извира сладка вода. Има ли меѓу вас мудар и разумен човек? Со своето добро поведение нека ја покаже својата работа со смирена мудрост. Но ако во своето срце имате горчлива завист и расправија, немојте да се фалите и не лажете против вистината. Тоа не е мудрост која доаѓа од озгора, туку е земна, телесна, ѓаволска. Зашто каде што има завист и расправија, таму има безредие и секакво злодело. Но мудроста што доаѓа од озгора пред се е чиста, потоа миролюбива, љубезна, послушна, полна со милосрдност и добри дела, и добри плодови, постојана и нелицемерна. Плодот на праведноста се сее во мир од миротворците. Тоа беше писмо од апостол Јаков, 1, 2 и 3 глава. Бог да ве благослови. Амин.